Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа, гостин е министерот за локална самоуправа Горан Милевски. Господине Милевски, владата сака повторно да им ги отпише долговите на јавните предпријатија на општините, зашто опозицијата обвинува за неспособно менаџирање на градоначалниците. Ке има ли одговорност за директорите кои ги направиле овие долгови, кои сега граѓаните преку буџетот повторно ќе ги плаќаат? Мислам дека тие се акумулирани долгови и од неколку генерации на директори, но јас колку што знам тој е отпис на каматата на главниот долг. Видете, кај нас и некогаш и несразмерно се даваат. Јас знам за шуми, пошто го менаџира кадар на ЛДП, например. Основен долг кон УЈП 30 милиони денари, камати 130 милиони денари. Тоа е голема нелогичност, толкави високи камати да даваат јавните предпријатија кон државата, истите црпат исти пари од граѓаните. Мора да се има да се најди некоја средина на овие долгови, се пристапило кон да речеме опростување на каматите, но не и на главниот долг. Мора да се најди системско решение не само за општините, туку и за јавните предпријатија, да се ограничи бројот на вработување во општинската администрација. Наш предлог со ЗЕЛС сме размислувале тоа да се ограничи според број на жители, пример на 500 жители еден вработен или на 1000 жители еден вработен, како би можело градоначалниците во својот мандат да не вработуваат партиски кадри или пак заради влијание врз гласачите да го зголемуваат бројот на вработени во јавна администрација, и таа постојано се дуе и доаѓаме наместо во капитални инвестиции сите средства од граѓаните да одат кон плати на вработените во општинската администрација. Истото се случува и во комуналните јавни предпријатија, тие ако вработат уште некој внатре, нормално дека ќе имаат долгови и ќе продуцираат долгови. Тука предлогот е да се ограничи бројот на службеници во службите правници и економисти во соодносот на работниците, општите работници за кои што имаат основна дејност. Значи на 10 општи работници да има еден административен службеник, а не да има повеќе административни службеници отколку што има општи работници. Пример во водовод да имате повеќе администрација отколку луѓе што работат на водоводните цевки или канализацијата. Така да мислам дека на тој начин системски, законски, ако го ограничиме бројот на вработување, првен ќе се намали притисокот врз функционерите за вработување, а и ќе се реши проблемот со превработеноста во општините, која што генерира потоа трошоци, не суштински трошоци, наместо капитални инвестиции, решавање на комуналните проблеми на граѓаните или па некоја инвестиција од капитални размери да инвестираат. Ова е втор пат во 3 години владата финансиски да ги помага општините. Постои ли решение за локалната самоуправа да стане самоодржлива на долг рок? Ние кога зборуваме за финансирање на државата кон општините, практично тоа е погрешен пристап, затоа што децентрализирани општини не треба да зависат од милоста на централната власт. И затоа имаме примери како градоначалникот на Гостивар, кој што перманентно се жали за односот кој што го има централната власт кон него, како опозиционен. Од друга страна па градоначалникот на Кавадарци има приходи од државата, имаме различни гледишта на истото прашање. Сметам дека финансирањето, буџетските средства кога одат општините, тоа треба да се случува како во образованието, со блок дотации по јасни критериуми. Постои длабок јас меѓу 8 плански региони. Например, во Скопскиот регион БДП по глава на жител е речиси 5000 пати повисок во споредба со Полошкиот, според податоците на Државниот завод за статистика. Покажува ли ова неуспех во остварувањето на целта за рамномерен регионален развој или станува збор за нешто друго? Во бруто домашниот производ мора да се земи во предвид и сивата економија која што ја има некаде, и затоа ние не можеме само параметар да го земеме бруто домашниот производ. Тука имаме и демографски и социјални категории, елементи кои што се внесени при утврдувањето на степенот на развиеност на некој плански регион. Се согласувам дека Скопскиот регион е најразвиен,
И таа тенденција продолжува и понатаму. Ние правевме анализа на изминатите 10 години, анализа на евалуација на стратегијата и утврдивме дека практично во изминатите 10 години од 2007, односно и стратегијата 2009-2019, практично не допринела да се намали јазот помеѓу планските региони, дури напротив некаде се зголеми. Со Скопје 2014 проектот се зголемија туристите во Скопје за сметка на Охрид. А ние викаме дека Охрид е нашиот туристички центар. Значи правиме некои работи кои што и онака неравномерноста ја постои во државата, ја зголемуваме. За да не се случи тоа, ние направивме нова стратегија, која што е правена од искуството на грешките на изминатиот период, внесени се внатре нови европски искуства, направивме нов закон за равномерен регионален развој, кој што сега сите министерства ќе мора да го почитуваат степенот на развиеност и доколку имаме дисбаланс во оваа година на штета на некој регион, следната година тој регион мора да добие повеќе средства. Работите ли во моментов на проекти за развој на руралните средини, бидејќи ситуацијата со епидемијата на COVID-19 потенцираше недостатоци од типот одредени места да не се поврзани со интернет, по учениците да не можат да следат настава? Преземате ли нешто околу ова? Руралниот развој е многу значаен, затоа има посебна програма во платежна агенција која што е 35 милиони евра за поддршка на капитални инвестиции во селата. Ние како министерство не можеме да се насочиме само на руралните места, бидејќи на пример евалуацијата што ни кажа, во изминатите 10 години вика вие инвестирате пари во средини кои што долгорочно се иселуваат и практично тоа се фрлени средства, а онаму каде што се преселуваат луѓето, вие практично таму не инвестирате. Затоа ние во новиот закон воведовме посебна програма, оддел за поддршка и на урбаните подрачја, така да сега покрај руралните подрачја ние ќе ги финансираме и урбаните подрачја, каде што реално живее над 80% од населението во Македонија и има најмногу проблеми од аспект на екологија, вработувања, простори, комунални проблеми, паркинг проблеми и така натаму, односно генерално проблемите на населението. Но вие сте во право за ковидот и затоа преку програмите за поддршка на специфични подрачја и програмите за руралните подрачја, ние практично ќе инвестираме 30% од нашите средства. Размислувате ли за некакви проекти секој плански регион да добие свој здравствен центар, бидејќи знаеме дека жителите во понеразвиените места се во неповолна положба кога треба да добијат вакви услуги и често треба да патуваат во другите поголеми градови? Се согласувам, како министерство практично ние можеме да помагаме во сите области, затоа што и локалната самоуправа опфаќа повеќе области на кои што треба да му даде поддршка и помош на граѓаните. Едно од нив е и здравствената грижа и затоа ние преку нашите програми, особено преку ИПА програмата за меѓугранична соработка, помагаме во овој дел. Например, во Битола, во клиничката болница сме купиле мамограф од 120.000 евра за рано откривање, детекција на рак на дојка кај жените, што е многу значајно да не патуваат во Скопје. Туку имаме еден современ апарат кој што е најбезбеден, најсовремена технологија за да може да излеземе во пресред на оваа категорија на луѓе кои што имаат такви предиспозиции за проблеми. Понатаму, преку швајцарската агенција помагнавме да се направи ковид центарот во Скопје, таа монтажна болница која што мислам дека единствено функционира во државата. Помагаме со возила за брза помош во Битола, во Ново село, така да мислам дека она што можеме со овие скромни ресурси го правиме. Во извештајот на ЕУ во поглавјето за регионална политика се вели дека е потребно земјата да го надгради капацитетот за управување со ИПА фондовите и да ја подобри динамиката во спроведувањето на проектите во областа на транспорт и животната средина. Работите ли, например, на проекти за децентрализација на производството на електричната енергија и овозможување домакинствата да користат обновливи извори на енергија, например фотоволтаици? Реално тоа не е надлежност на Министерството за локална самоуправа, тоа е по транспорт и врски и ЕСМ ги води тие работи. Знам дека имаат многу проекти кои што значат владата го објави, например, конечно тендерот и имаме визибилност дека имаме најави дека може да се успее, тоа е Чебрен.
доколку се направи Чебрен, ќе се зголеми водниот потенцијал и производството на електрична енергија од воден потенцијал, кој што сепак не е загадувачка индустрија. Исто така, ветерниците ќе бидат сите локации во Македонија кои што се предвидени за ветерници ќе бидат ставени на лицитација за да може да се изградат таму такви ветерници. Фотоволтаиците во Кичево, но и на другите места фотоволтаични централи се предвидени, се со цел да се намали користењето на јаглен во државата и да се, тоа е веќе од аспект на екологијата, меѓутоа сите овие прашања се под надлежност на друго министерство, тука многу и локалната самоуправа нема ингеренции, она што може локалната самоуправа да го направи и го прави преку ИПА проектите, например ќе се направат фотоволтаици, се направија фотоволтаици во Прилеп. На пазарот се прават фотоволтаици, ќе се прават на пазарот во Битола. Сите јавни институции од спортски објекти, училишта, општините можат да инвестираат да стават фотоволтаици за да произведуваат електрична енергија, односно да ги искористат слободните кровни површини за производство на електрична енергија. Тоа никој на ниедна општина не му го брани и треба да се насочат кон такви инвестиции. Во однос на ИПА фондовите, владата донесе заклучок, тука се во право дека капацитетите ни се ограничени затоа што платата на државните службеници е многу мала во споредба доколку се обучат и работат за некои меѓународни институции или фондации или консултантски куќи, земаат значително многу поголеми плати и затоа ќе се обучат во државната администрација и веднаш одат во приватен сектор каде што земаат значително големи плати. За да се надмини тој проблем, ние со заклучок на влада донесовме одлука да се зголемат потенцијалите на кадровските потенцијали на министерствата кои што работат со ИПА ресурси и да се зголемат платите на вработените во овој сектор, значи да се тргнат некако настрана од државната администрација, исто како и информатичарите, и да му се возможи да земаат зголемени плати за да не ни бегаат во приватниот сектор. Имате ли некакви проценки колку време ќе биде потребно за да се намалат разликите кои постојат меѓу регионите во земјава? Доколку се води, да речам, добра политика, се почитува законот кој што вчера се усвои во собранието, ние ќе можеме да овој 10 годишен плански период кој што сме го испланирале, да ќе ги намалиме, да речам, диспаритетите помеѓу регионите. За да се намали влијанието на Скопскиот регион, треба да се намали привлечноста на овој регион, од аспект да се дислоцираат можеби некои институции надвор од Скопје, министерства, електростопанство, не знам, култура во Охрид, не знам, земјоделие во Струмица и така натаму. Ако се тргнат, тогаш веќе вие ќе повлекувате, нема толку притисокот за вработување да биде само во Скопје и исто така приватниот капитал да се дислоцира надвор од главниот град. Тоа ќе се направи доколку државата, ние тоа го предвидовме во стратегијата, даде поволности за приватниот капитал да види интересно во некој плански регион да инвестира. Меѓутоа, едно е вие да дадете поволности, но второ е дали и таму има доволна инфраструктура што треба да го возможи државата и дали има доволно работоспособна сила за да може да ја обслужи една фабрика од 2-3 илјади луѓе. Бидејќи ако нема, повторно инвестициите и колку и да давате поволности ќе се враќаат во Скопје, бидејќи има поголема расположлива работна сила слободна. Затоа ова е комплексен процес, регионалниот развој, затоа се води преку Советот за рамномерен регионален развој, кој што го води подпредседателот на владата, секогаш задолжен за економски прашања. Жалосно е во ова наша држава, еве колку години сме независни, имаме само еден затворен базен во Скопје и еден кој што не функционира во Охрид. Значи, вие не можеме ние да дискутираме за регионален развој кога децата, учениците, ние за да држат час по пливање, ги носиме организиран превоз во Скопје. Значи, мораме да имаме базен во Тетово, базен во Битола, базен во Струмица, во Штип, како би можело да се дисперзира. Истото станува збори за културните центри и за другите институции кои што мораме целокупниот живот, културен, квалитетен живот да го распределиме насекаде во државата. Тоа се прави само со плански инвестиции. Господине Милевски, ви благодарам за интервјуто. Благодарам и вас. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.